Илинден е македонскиот национален код и треба со големо внимание да го чуваме третиот Илинден за да не ни се случи четврт. Ова беше главната порака која што се упати од трибината во Крушево, посветена токму на овој наш најголем ден. Беше потенцирано и тоа дека Илинден е наш македонски и не може да биде ниту заеднички, ниту пак припаѓа на друга држава или народ. Да ги браниме тие вредности и тие пораки кои што се содржани и во двата Илиндена, и да не ги заборавиме тие пораки, бидејќи постојат тенденции за релативизација, за бришање на термините фашизам, например, или антифашизам, или пак за некакво врамување во заеднички контекст на нешто што не било заедничко. Всушност, придонесот на Македонија и за Европа, кога го славиме денот на Македонската република, во суштина го славиме придонесот за современа Европа и незините вредности. Според историчарите, треба да се затврстат темелите на одбележување и почитување на Илинден, затоа што односот кон овој дел на историјата во моментов бил летаргичен. Опасноста од таа летаргија значи неподготвени млади генерации кои што немаат чувство за национална определба или идентитет, ако сакате. Тоа пак повлекува и една состојба каде што нема да се зачуваат вредностите на едно општество и кое што ќе клони кон сосема други насоки и вредности. Во периодот помеѓу двата Илиндена, кај македонците и покрај сите обиди на нивна негација и узурпација од страна на соседите, е задржан автохтон наратив на Илинден. Таа негација на соседите продолжувала и денес. Континуитетот покажува дека автохтониот концепт на самиот Илинден за создавање автохтона македонска посебна држава е постојано напаѓан и е предмет на изместување на нарацијата од соседите со цел да обезбедат легитимитет на овој простор. Ако се земе пред Илинден, зборувам првиот Илинден, периодот меѓу двата Илиндени и вториот Илинден па и денес, тоа има сериозен изграден континуитет. Во моментов како држава сме немале национална стратегија за јакнење на идентитетот, која што ќе биде поврзана со колективната меморија и блиска до повеќето индивидуи. Многу пати визијата за Македонија и за идентитетот на Македонија, како што гледате во јавната сфера, имаме и различни визии на идентитетот, но на како треба да се движи и државата и самото себе представување на државата како треба да оди. Од различни политички фактори или етнички заедници ние имаме различна визија. Токму на тоа треба да се работи. Да се изгради колективна меморија која што ќе биде помалку или повеќе прифатлива за поголем дел од населението. Инаку ова возобновување на научниот симпозиум за Илинден во Крушево се случува за прв пат после 2003 година.